Со оглед на тоа што повеќето држави бараат и ПСР тест за патувања во друга држава и стравот од коронавирусот, граѓаните не покажуваат интерес за прослава на новогодишните празници во туристичките центри во и надвор од земјава. Иако не се на прагот празниците, од туристичките агенции велат дека се уште немаат никакви побарувања за патувања надвор од Македонија, а згорана се во земјава постои забрана за групирања и организирани прослави во затворен простор. Разликата е многу голема, за разлика од претходната година и ова година, со оглед на тоа што сега се состојбата е со пандемијата. Ние како туристичка агенција во моментот кај нас немаме побарувања во врска со аранжманите, посебно сега за овој зимски период, затоа што со самата ова пандемија што е овде, нели, кај нас и насекаде во светот, патувањата се поограничени и немаме можност, нели, и да сакаме да аранжманите да ги со тоа што сме ограничени со ПЦР тестови, границите се затворени, во повеќе држави има локдаун, значи немаме некој поголем интерес во врска со патувања, освен за оние кои што сакат да патуваат, кои што имат работни визи во Германија, некоја авионска карта. Од туристичките агенции велат дека за разлика од Струмица и другите помали градови, во главниот град Скопје има заинтересираност дури и за некои од екзотичните места. Според Јасмина Драшковиќ, интересот се однесува не само за новогодишните празници, туку и за зимување. Во повеќето градови слична е состојбата, меѓутоа си мислам дека со разговор со колегите во Скопје веќе почнува поголем интерес во врска со оние држави сепак дека можеме послободно да патуваме. Сега кај нас беше побарувањето претходните години за Банско, Бугарија, Боровец, нели, во врска со зимските центри, да кога зборувам. Меѓутоа сега се насочи вниманието на нашите аранжмани повеќе кон Копоник. Сега има некои екзотични патувања што ги рекламираме. Тоа се Дубај, меѓутоа и за Дубај има ПЦР тест. Малдиви, Занзибар нема тестови, тие се далечни, екзотични, топли краеви. Туристичките агенции од почетокот на пандемијата се едни од најпогодените гранки. Тие досега добија можност за помош за исплата на платија со новиот пакет на мерки. Им се нуди можност за ослободување од туристичката такса, но и да добијат неповратни средства до 240.000 денари во зависност од лиценците што ги поседуваат.